Денешното видео ме инспирираше еден разговор во кој што другата личност ми кажа дека се чувствува заробена, нешто ја држи во место и дека не може да продолжи понатаму. Целта на нашиот разговор беше да откриеме што е тоа што ја држи во место и зошто не може да продолжи понатаму. Многу често самите ние се држиме во место, никој не држи, но сепак треба работа, не може тоа така наеднаш да се каже, особено на некој кој што чувствува дека му е потребна помош и дека не може сам да дојде до тоа сознание. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео во каналот Ти можеш. Во ова видео ќе споделам некои работи кои што можат да ни помогнат преку различни прашања да се соочиме токму со тоа што всушност нас не држи во место и зошто сме таму каде што сме, зошто се чувствуваме така и што можеме да направиме да излеземе од таа состојба, односно да продолжиме понатаму и да се ослободиме од тоа чувство на нешто не држи во место. Остануваме во нашите приказни кои што одамна завршиле или кои што се случиле во минатото, поради тоа што ни предизвикале некоја болка, некоја тежина, поради тоа што ни се уште предизвик, нешто не сме разрешиле, ние се уште ги носиме со себе и постојано ги вртиме низ главата и не само низ главата, туку и разговараме за тоа. И на тој начин, постојано од минатото ги носиме во сегашноста и тоа не е некој проблем доколку емотивно сето тоа не го преживуваме. Меѓутоа, скоро е невозможно ако често се навраќаме на нешто што е дел од нашето минато, да не ни предизвикува емоции, затоа што тогаш не би го споменувале толку често, се разбира. Ако на нешто постојано му се навраќаме, дали во мислите или пак го разговараме со пријателите, тогаш тоа значи дека не е сработено и дека треба да преземеме нешто и да го сработиме за да се ослободиме од тоа, да го разрешиме во себе, да го прифатиме на тој начин и ќе завршиме таа некоја приказна која што не обтовара. Често може да се најдеме во ваква ситуација, односно да се главиме во приказната дека некој или нешто не држи некаде затоа што или имаме некаква незавршена приказна со некоја конкретна личност или имаме незавршена приказна сами со себе. И во двата случаи приказната треба да заврши, односно за да можеме да продолжиме понатаму, да почнеме нешто ново, треба логично да завршиме со старото. И покрај се, и покрај сите чувства, стравови, доколку се разбира сме подготвени, доколку имаме сила да го направиме, тоа би било најубаво, доколку се работи за некоја личност, да седнеме, да расчистиме тоа што имаме, потоа сами со себе да се исплачеме, да го искажеме својот гнев, да работиме на својата болка. Ако се работи за некој настан во кој што не сме постапиле како што сме очекувале, сме се изневериле себе си, сме се разочарали од некоја своја постапка или емоција, небитно, тогаш треба да поразговараме со себе, да се обидиме да се разбериме, да го оставиме тоа таму каде што припаѓа, значи во минатото, и да се фокусираме на она што ни е сега важно, на она што сега го правиме, на она што сакаме сега да го правиме. Не е секогаш тоа толку лесно и затоа нели луѓето и бараат стручна помош и се разбира дека треба да побараме стручна помош, особено ако тоа трае долго и ако е многу болно и ако постојано мислите ни вртат во главата. Она што е битно, доколку се чувствуваме дека можеме самите да си помогнеме, нешто да направиме, да го разрешиме, тоа да расчистиме, е да се прашаме себе си зошто сме ние уште заглавени со тој човек или во таа приказна. Кој е бенефитот од сето тоа што го добиваме? Дали со тоа што остануваме во некој однос со некој човек, се штитиме себе си од тоа да не почнеме некој нов однос и некако ни е полесно затоа што тука ни е се познато, а имаме некакви стравови или седно, чувствуваме дека не е вистинско време за да започнеме нешто ново, па на тој начин се држиме себе си во нешто што ни е познато или сигурно. Доколку сакаме да ја промениме работата и да најдеме ново работно место и можеме да се вадиме дека не држи таму тој за кој работиме, не држи таму тоа што треба да придонесуваме за своето семејство и сето тоа е во ред, доколку сме задоволни од тоа што го добиваме, начинот на кој се однесуваат и се однесуваме и атмосферата во која работиме ги задоволува нашите стандарди, но ако не е така,
тогаш очигледно е дека се правдаме себе си пред себе, што исто така е човечки, се случува. Понекогаш ја префрламе одговорноста за тоа и тогаш наоѓаме 300 други причини зошто го правиме тоа, а од друга страна пак се чувствуваме заробени, токму затоа што се чувствуваме приморани да правиме нешто. Ако ја погледнеме по широката слика, ако навлеземе и подлабоко во себе, ќе видиме дека сигурно постојат и други начини кои ние можеби не ги знаеме, можеби не сме подготвени, не сакаме да примениме, не сакаме да почнеме нешто ново длабоко во себе од известни наши причини. Меѓутоа, одговорноста за тоа дека некој не држи да не беше вака, да не беше така, доколку го правиме тоа и ја префрламе одговорноста на другите, тогаш едноставно си го одземаме и себе си правото да направиме нешто со својот живот. Прво да ја погледнеме целата приказна и да си признаеме себе си кои се бенефитите од тоа што ние се уште се држиме во таа ситуација. Да видиме која е нашата болка, која што уште не е одболувана и што се можеме да направиме за да ја одболуваме, за да се ослободиме од неа и да ја преземеме одговорноста во наши раце. Се разбира, големо е влијанието на другите, на тоа што сме го градиле можеби како однос со години, тоа што сме вложувале во одреден однос или во одредена работна средина или во одредено пријателство. Меѓутоа, никој од тие фактори не се побитни од нас, од нашето психофизичко здравје и доколку ние се чувствуваме на некој начин заробени, загрозени, доколку постојано сме во некое страдање, тогаш треба да преземеме нешто. Ако не преземаме ништо, иако сме до некаде свесни за тоа дека не боли, дека не повредува, дека не ни е убаво, дека не ги задоволува нашите потреби и стандарди, тогаш на вистина треба да погледнеме подлабоко што се крие за тоа и што не ни дозволува да ја завршиме таа приказна. Незавршените приказни секогаш имаат некакво влијание на новите приказни. Не може да почнеме нешто ново додека не го завршиме старото. Не може да инвестираме, да планираме, да вложуваме во нешто ново, ако се уште дел од нас е заглавен во нешто старо. Независно дали е тоа физички, значи ние сме се уште присутни во тој однос на тоа работно место, одржуваме некакво пријателство, или пак емотивно сме излегле физички, меѓутоа се уште во главата размислуваме како требаше, како можеше, зошто не така, вака, ако направев така ќе беше вака или ќе беше така, или се уште имаме чувство дека можеби сме погрешиле што сме донеле таа одлука да заминеме, да оставиме, да продолжиме понатаму. Како и да е, независно за што се работи, независно од сите овие причини кои што нормално дека имаат влијание, нормално дека ќе ни поминуваат во главата, нема да продолжиме понатаму се додека не расчистиме најпрвен со себе. Се додека не излеземе физички и емотивно од една дадена ситуација, не го оставиме тоа што било, тоа што се случувало, таму каде што му е местото, во минатото, се дотогаш нешто ќе не влечи назад, односно ние самите себе ќе се влечиме, постојано ќе се преиспитуваме и наместо да се фокусираме и да инвестираме време, идеи, мисли, емоции во она што го градиме сега и овде и што е ново, ние со еден дел од себе ќе бидеме некаде и ќе се чувствуваме заглавени и можеби ќе го бараме и одговорот на прашањето што е тоа што мене ме држи заглавена, што е тоа што не ми дава да продолжам понатаму, што е тоа што ме предизвикува стравови, што е тоа што ја влечи мојата енергија, што ми ја одзема силата, која пак ми е потребна за да ја вложам во ова што сега го почнувам. Јас секогаш сум за тоа најпрвин да се соочиме со себе си, најпрвин да видиме дали се работи за нас, дали има нешто што ние може да направиме. Се разбира сами, доколку ни треба помош, да побараме помош и поддршка од блиските, доколку ни треба стручна помош и стручна помош. Меѓутоа, најпрвин да направиме се ние што можеме, а потоа да го земеме предвид се разбира и влијанието и на другата личност, и на капацитетот што го имаме, и на нивото на болка што сме го преживеале, и на времето кое поминало. Се тоа има влијание и луѓето околу нас имаат влијание. Меѓутоа, најголемата одговорност е сепак наша. И ако ние се чувствуваме заглавени, заробени, ние сме тие кои што треба да го промениме.
Ние сме тие што се чувствуваме, чувствата не се поголеми од нас. И ние сме тие кои треба да направиме нешто за тие чувства да се променат. Ние да ги сработиме, да ги isprocesirаме, да ги усвоиме, да ги ослободиме и да продолжиме понатаму. Се додека не си ја преземеме одговорноста и не признаеме, и ние видиме целата слика, што се околу придонесува за ние да бидеме и да се чувствуваме заробени некаде, се до тогаш ќе се чувствуваме така, ќе ја префрламе одговорноста на другите и нормално дека нема да може од тоа да почнеме да креираме нешто ново, да одиме напред, да влегуваме во нови односи, врски, работни позиција, што и да е. Многу често ние сами си се држиме себе си заглавени во одредени ситуации, на одредени позиции, во одредени односи, само затоа што ни е непознатото пострашно од она во што сега се наоѓаме, поризично, не сме сигурни, едноставно немаме во тој одреден период сила. И тоа е во ред. Меѓутоа во ред и да признаеме дека е така, дека ние сме тие кои што се држиме себе си заробени, заглавени или едноставно во нашата зона на комфорот која што во одреден период и е тоа и улогата да биде зона на комфорот. Јас ви посакувам убав ден, ви посакувам се најубаво, ви благодарам што ме следите, преплатете се на каналот, односно притиснете на звончето subscribe, ставете лайк на видеото ако ви се допаѓа, споделите го со некој ако се чувствува заглавен и во следното видео ќе споделам со вас неколку вежби или методи или начини како сакате, како полесно да се соочите и што може да направите за побрзо да излезете од неа. Ако сте под голем притисок, под голем стрес, ако тоа ви предизвикува голема болка како и секогаш, побарајте помош. Убав ден!